Почнаа возбудувањата и официјално сега во машка конкуренција во М16. Тим кој минатата година започна да се надпреварува, сега втора година гледаме дека има напредок. Добро одигра, на моменти беа блиску да го стигнат противникот, но што е тука е како сте задоволни и да најавиме во недела игра женската екипа во првата лига која оваа година се врати во ова надпреварување. Па да, децата одиграа, кошаркарите одиграа одличен надпревар. Значи тоа се кошаркари родени 2010 и помлади, бидејќи ние 2009 немаме во екипата, значи една година се помлади од своите врстници, од другите екипи, меѓутоа значи одиграа без страв, без трема, одиграа со голема волја и желба, дадоа се од себе. Целиот надпревар го одиграа 8, 9, 10 разлика. Малку одлучи искуството, бидејќи Баскет Дино е многу солидна екипа која секоја година се бори за да влезе на Final Four. Значи, јас сум задоволен од играта, има потенцијал и тоа голем потенцијал во овие дечки, со уште поголема работа, со многу утакмици, со уште потребното искуство, бидејќи тие денес направија технички грешки. Значи, можеби 15 или 20 да не беа тие технички грешки, можеби да се бориме и за победа. Меѓутоа, тоа е тука. Значи, одиме напред. Во недела да најавам во 16 и 15 часот стартуваме со првата лига. Играме со кошаркарскиот клуб од Паланка. Значи, искусен праволигаш кој ланската година беше четврти. Има две американки во својот состав. Ние ќе играме ославени, бидејќи нашиот најдобар играч има обврски за училиштето и е во Турција. Меѓутоа, сега што е тука мора да играме без секој. Имаме млада екипа, можеби и неискусна, меѓутоа ја верувам во девојките и се надевам дека оваа година ќе одиграме добра кошарка. Сакам да ги поканам љубителите на кошарката во Делчево да дојдат да гледат праволигашки надпревари и да ги бодрат нашите девојки, бидејќи делчевските навивачи, делчевската фаланга секогаш е била шести играч на нашите девојки. Се надевам дека и оваа година ќе успееме во младинска категорија да направиме барем еден или два Final Four. Имаме и во М14, и во М16, и во М18 добри генерации кои што нема да разочарат и затоа љубителите на кошарката во Делчево ќе можат да уживаат. Им благодарам денеска што дојдоа во голем број и ги бодреа цело време нашите кошаркари и се надевам дека од утакмица на утакмица ќе бидат уште помногу бројни и пак ќе кажам, дојдете да уживате, дојдете да се релаксирате и да бидете спортски љубители на кошарката во Делчево.